Библиотека Нак Хамади, Кодекс 4.1. Тајната книга на Јован, апокрифот на Јован. Пролог. Во еден од деновите, Јован, братот Јаковов, а тие се синови Заведееви, одеше горе кон храмот. И еве, му пристапи еден фарисеј, по име Ариманиос, па го предизвика и го праша, велејки, каде е твојот учител, кого го следеше? А Јован му одговори и рече, он се врати на местото од каде што и дојде. Тогаш фарисејот му рече, оној Назареец ве заведе сите вас, ви кажуваше лаги, ги затвори срцата ваши и ве одврати од преданијата на вашите отци. Кога ги слушнав овие зборови, јас, Јован, се свртев настрана од храмот и отидов на едно пусто, планинско место. И бев многу тажен во душата, па си велев во себе. Како беше назначен Спасителот? Зошто неговиот отец го испрати во светот? Кој е неговиот отец? Во какво царство ќе отидеме ние? Зашто, иако ни рече, ова царство е направено по облик на нетленото царство? Сепак, он не поучи за тоа нетлено царство. И одеднаш, додека размислував за овие нешта. Еве! Небесата се отворија и целото создание светна со светлина од озгора. И светот се потресе. Јас се уплашив, но... Еве! Пред мене, во светлината, се јави едно мало младенче. И продолжив да гледам во него, а он стана старец. Па повторно се измени и стана како момче. И не разбирав што гледаат очите мои. Но тој еден и ист лик имаше неколку облици во светлината. И овие ликови се јавуваа еден низ друг. И видението имаше 3 облици. И он ми проговори и рече: Јоване, зошто се сомневаш? Зошто се плашиш? Зарем не го познаваш овој одраз? Не бој се. Јас сум со вас во сите денови. Јас сум Отецот, мајката, синот. Јас сум нетлената, чистота. Дојдов да те поучам. За она што е. И за она што беше. И за она што ќе биде. За да го разбереш. Невидливиот свет. И светот што е видлив. И непоколебливиот род на совршеното човештво. Подигни ја главата своја. Разбери ги поуките мои. Сподели ги со сите други кои го примиле духот. Кои се од непоколебливиот род на совршеното човештво. Неискажливиот единиот. Единиот господари со се. Ништо нема власт над него. Он е Бога. Он е Отец на се. Светиот. Невидливиот, кој е над се. Он е несквернавен. Чиста светлина, во која ниту едно око не може да погледне. Единиот е невидливиот дух. Не прилега да се мисли за него како за Бог, или дека е сличен на Бог. Зашто он е нешто повеќе од Бог? Ништо не е над него. Ништо не владее над него. Бидејќи се постои во него. Он не постои во ништо. Бидејќи од ништо не зависи. Он е вечен. Он е апсолутно потполн, па затоа нема потреба од ништо. Он е совршено. Светло. Единиот е без граници. Зашто ништо не постои надвор од него за да го ограничи? Единиот не може да биде испитан. Зашто ништо не постои освен него за да го испита? Единиот не може да биде измерен. Зашто ништо не постои надворешно од него за да го измери? Единиот не може да биде виден. Зашто никој не може да го замисли него? Единиот е вечен. Зашто он постои довека? Единиот е недостижен. Зашто никој не може да го разбере?
Единиот е неопислив. Зашто никој не може да искаже зборови за него? Единиот е бесконечна светлина. Чистота. Светост. Без дамка. Единиот е недостижен. Совршено слободен од тление. Несовршен. Неблажен. Небожествен. Туку превозвишен над таквите поими. Ниту телесен, ниту безтелесен. Ниту огромен, ниту мал. Невозможно е да се одреди во количество или квалитет. Зашто он е над секое знаење? Единиот не е битие меѓу други битија. Он е неизмерно повозвишен. Но он не е просто повозвишен. Он е надвор од царствата на битието и времето. Зашто она што е во царствата на битието, создадено беше? А на она што е во времето, време му беше одредено. Единиот ништо од никого не прима. Он едноставно се согледува себе си во својата сопствена совршена светлина. Единиот е величествен. Единиот е неизмерно величество. Началник на сите царства. Кој ги изведува сите царства? Светлина. Која раѓа светлина? Живот. Кој раѓа живот? Блаженство. Кој раѓа блаженство? Знаење. Кој раѓа знаење? Добро. Кој раѓа добрина? Милост. Која раѓа милост? Великодушност. Која раѓа великодушност? Он не ги поседува го овие нешта. Он излева светлина преку секоја мера, преку секое разбирање. Што можам да кажам? Неговото царство е вечно, мирно, молчаливо, во покој пред сите нешта. Он е глава на секое царство, крепејки го секој од нив преку својата добрина. Почетокот на светот, произлезот на стварноста. Ние не би знаеле ништо за неискажливиот. Ниту нешто за неизмерниот. Без помошта на оној кој произлегува. Од единиот кој е Отецот. Он единствен ни го објави ова. Отецот е обкружен со светлина. Он се согледува себе си во таа светлина. Кој е чист извор на водата на животот? Што ги крепи сите царства? Он е свесен за својот одраз на секаде околу себе. Гледајки го својот лик во овој извор на духот. Кој извира од него самиот? Он е заљубен во ликот што го гледа во светлосната вода. Во изворот на чистата светлосна вода што го обвиткува. Неговата самосвесна мисла еноја настана во битие. И му се јави во блесокот на неговата светлина. Таа застана пред него. Оваа еве е првата од силите, пред сите нешта, која произлезе од умот на Отецот. Промислата проноја на се. Нејзината светлина ја одразува неговата светлина. Таа е од неговиот одраз во неговата светлина. Совршена во сила. Слика на невидливиот, совршен девствен дух. Таа е почетната сила. Слава на Барбело. Славна меѓу царствата. Слава на откривањето. Таа му оддаде слава на девствениот дух. И го пофали него. Зашто од него произлезе? Оваа првата мисла е одраз на духот. Таа е сеопштата утроба. Таа е пред сите нешта. Таа е Мајка Отец. Првиот човек. Светиот дух. Тримашка. Трисилна. Триедна. Двополово вечно царство. Кое прво се јави меѓу невидливите царства. Таа Барбело побара од девствениот дух предодредено знаење, прогноза. И духот се согласи.
Предодреденото знаење излезе и застана до промислата. Ова дојде преку мислата на невидливиот девствен дух. И предодреденото знаење му оддаде слава на духот. И на Барбело совршената сила на духот. Бидејќи таа беше причината поради која тоа настана во битие. Првобитните структури на божествениот ум. Таа Барбело побара од девствениот дух нетленост, несипливост. И духот се согласи. Нетленоста излезе и застана до мислата и предодреденото знаење. Нетленоста му оддаде слава на невидливиот девствен дух. И на Барбело. Бидејќи таа беше причината поради која таа настана во битие. Таа побара вечен живот. И духот се согласи. Вечниот живот излезе и сите тие застанаа заедно. И му оддадоа слава на невидливиот дух. И на Барбело. Бидејќи таа беше причината поради која тој настана во битие. Таа побара вистина. И духот се согласи. Вистината излезе и сите тие застанаа заедно. И му оддадоа слава на невидливиот дух. И на Барбело. Бидејќи таа беше причината поради која таа настана во битие. Ова е петкратната царствена заедница, петорката на Отецот. Првиот човек, кој е? Одраз на невидливиот дух, кој е? Промислата, која е? Барбело, која е? Мислата. И предодреденото знаење, нетленоста, вечниот живот, вистината. Овие се двополово петкратно царство, затоа тоа е царство од 10 сили, на Отецот. Второстепените структури на божествениот ум. Отецот погледна во Барбело. Во чистата светлина што го обкружува невидливиот дух. Барбело зачна и роди искра светлина. Која имаше блаженство слично, но не и еднакво на нејзиното блаженство. Која беше единствено чедо на таа мајка Отец. Единствено потомство. Единородно чедо на чистата светлина на Отецот. Невидливиот девствен дух го прослави светлото што беше произведено. Кој произлезе од првата сила, која е? Промислата. Барбело. Духот го помаза него со доброта, правејќи го совршен. Нему недостасуваше никаква добрина. Зашто беше помазан со добротата на невидливиот дух? Он застана во присуство на духот, и таа беше излеана врз него. Откако го прими ова помазание од духот, он веднаш го прослави него. И ја прослави совршената промисла. Поради неа он и беше настанал во битие. Он побара ум нус да му биде сопатник. И духот се согласи. Кога невидливиот дух се согласи, умот настана во битие. Тој застана до помазаникот Христос. И го прослави духот и Барбело. Овие битија настанаа во битие преку молчење и мисла, он посака да действува преку словото, логосот, на невидливиот дух. Чија волја стана дело и се јави заедно со умот. Прославувајќи ја светлината. И тогаш словото ја следеше волјата во битието. Христос, божествениот самороден. Создаде се преку словото. Вечниот живот и волјата. Умот и предодреденото знаење. Застанаа заедно. И го прославија невидливиот дух и Барбело. Поради неа тие беа настанале во битие. Третостепените структури на божествениот ум. Светиот дух го усоврши својот и на Барбело божествен самороден син. За он да може да застане пред великиот невидлив девствен дух. Како божествениот самороден Христос. И да го чествува него со силен глас. Синот произлезе преку промислата. Невидливиот дух го постави божествениот самороден над се.
Сите власти му беа подчинети нему. Вистината во него му овозможи да спознае се. Он се нарекува со највозвишеното име од сите. Тоа име ќе им биде кажано само на оние кои се достојни да го чујат. Од светлината, која е Христос. Од нетленоста. Преку дар од Духот. Четирите светли, кои произлегоа од Божествениот самороден, застанаа пред него. Четирите темелни сили се разбирањето, благодатта, перцепцијата и расудувањето. Благодатта пребива во царството на светлината наречена Хармозел, првиот ангел. Заедно со Хармозел се благодатта, вистината, обликот. Втората светлина се нарекува Орил и таа стои над второто царство. Заедно со Орил се помислата Епиноја, перцепцијата, споменот. Третата светлина се нарекува Давеитај и таа стои над третото царство. Заедно со Давеитај се разбирањето, љубовта, идејата. Четвртата светлина се нарекува Елелет и таа стои над четвртото царство. Заедно со Елелет се совршенството, мирот, мудроста, Софија. Ова се четирите светли кои стојат пред Божествениот самороден. 12 царства стојат пред Синот на Силниот. Самородениот. Христос. Преку намерата и благодатта на невидливиот дух. 12 царства му припаѓаат на Синот на самородениот. Сето ова настана во битие преку намерата на Светиот Дух. Преку самородениот. Од предодреденото знаење на совршениот ум. Преку намерата на невидливиот дух. И волјата на самородениот. Се јави совршениот човек. Неговото прво вистинско јавување. Назначувањето на родот и падот на мудроста, Софија. Девствениот дух му го даде на човекот името Адамас. И го постави него над првото царство, заедно со силниот самороден Христос. Со првата светлина Хармозел и нејзините сили. Невидливиот му даде на Адамас непобедлива сила на умот. И проговори Адамас, прославувајки го и пофалувајки го невидливиот дух, велејки. Се настана во битие од тебе. И се ќе се врати кај тебе. Ке те фалам и ке те славам тебе. И самородениот. И тројното царство. Отец, мајка, син. Совршената сила. Над второто царство беше назначен синот на Адамас, Сит. Заедно со втората светлина Орил. Во третото царство беа поставени децата на Сит. Заедно со третата светлина Давеитај. Таму се поставени душите на светите. Во четвртото царство беа поставени душите на оние кои не знаеа за полнотата. Оние кои не се покајаа веднаш. Туку кои по извесно време најпосле се покајаа. Тие се заедно со четвртата светлина Елелет. И сите овие создадени битија му оддаваат слава на невидливиот дух. Кризата која стана свет, падот на Софија. И се случи така што царството еонот мудрост Софија. Која е одмисловната помисла Епиноја? Почна да размислува сама за себе. И ја употреби мислата ентимеза. И предодреденото знаење прогноза. На невидливиот дух. Таа намисли да јави одраз од себе си. Да го стори тоа без согласност од духот. Кој не го одобри тоа? И без мисловна помош од својот машки сопатник. Кој исто така не го одобри тоа? Без согласност на невидливиот дух. И без знаење на својот сопатник. Таа го изведе тоа во битие. Бидејќи имаше непобедлива сила.
Нејзината мисла не остана бесплодна. И нешто несовршено произлезе од неа. Кое беше поинакво по изглед од неа самата. Бидејќи го беше создала тоа без својот машки сопатник. Таа даде почеток на едно безоблично битие, несродно со неа. И виде Софија што произведе нејзиниот копнеш. Тоа се измени во облик на змеј со лавовска глава. И со очи од кои светкаа молни. И таа го фрли него далеку од себе. Надвор од царството на бесмртните битија. За тие да не го видат него. Таа го беше создала него во незнаење. Софија го обвитка него со светол облак. И постави престол во средишниот дел на облакот. За никој да не го види. Освен Светиот Дух, наречен мајка на живите. И му го даде името Јалдабаот. Јалдабаот е врховниот владетел Архонт. Тој зеде голема сила, динамис, од својата мајка. Ја остави неа и се оддалечи од местото каде што беше роден. Тој ја презеде власта. И си создаде царства за себе. Со блескав пламен кој продолжува да постои дури и сега. Уредувањето на овој свет, демиургијата. Јалдабаот се соедини со безумието Апоноја, што беше во него. И роди владеачки власти екзусии. Вообразувајќи ги според нетлените царства кои се горе. Првиот е Атот. Вториот е Хармас, кој се нарекува окопламено. Третиот е Калилаумбри. Четвртиот е Јавел. Петтиот е Адонају, кој се нарекува Саваот. Шестиот е Каин, кој се нарекува Сонце. Седмиот е Авел. Осмиот е Абрисене. Деветиот е Јовел. Десеттиот е Армупиел. Единаесеттиот е Мелхирадонин. 12-тиот е Велијас, кој господари над самите длабочини на адот. Тој ги постави првите 7 владетели да царуваат во 7-те небесни сфери. А следните 5 владетели ги постави да царуваат во 5-те длабочини на бездната. И тој сподели со нив дел од својот оган. Но не им даде ништо од силата на светлината што ја беше примил од својата мајка. Он е незнаење и темнина. Кога светлината се измеша со темнината, темнината светна. А кога темнината се измеша со светлината, светлината се намали. Та не беше веќе ниту чиста светлина, ниту темнина, туку самрак. Овој самрачен владетел има 3 имиња. Јалдабаот е првото. Саклас е второто. Самаел е третото. Он е богохулен во своето безумие. И рече, јас сум Бог и нема друг Бог освен мене, бидејќи не знаеше од каде потекнува неговата собствена сила. Неговите владетели си создадоа 7 власти за себе. И секоја од овие власти си создаде по 6 демони. Така што настанаа вкупно 365 демони. Еве ги имињата на 7-те власти и нивните телесни облици. Првиот е Атот со овчко лице. Вториот е Елоајос со магарешко лице. Третиот е Астафајос со хиенско лице. Четвртиот е Јао со лице на 7-глава змија. Петтиот е Саваот, кој има змејско лице. Шестиот е Адонин, чие лице е како на мајмун. Седмиот е Саватајос со лице од пламен и оган. Ова се 7-те денови на седмицата. Овие власти господарат со светот. Јалдабаот има многу лица. Повеќе од сите што беа набројани. Така што може да му даде какво сака лице на секој серафим околу себе. Јалдабаот го сподели својот оган со своите серафими. Но не им даде ништо од својата чиста светлина. Иако владееше над нив по силата на моќта и славата. На светлината што ја беше примил од својата мајка.
Поради тоа тој се нарече себе си Бог, кај и стана против местото на својот произлез. Тој ги соедини седумкратните сили на својата мисла со властите што го придружуваа. Тој рече, и така стана. И им даде имиња на тие седумкратни сили, почнувајќи од највисоката. Добротата ја здружи со првиот, Атот. Промислата ја здружи со вториот, Елоајос. Божественоста ја здружи со третиот, Астафајос. Господството го здружи со четвртиот, Јао. Царството го здружи со петтиот, Саваот. Ревноста ја здружи со шестиот, Адонин. Разбирањето го здружи со седмиот, Саватајос. Секоја од нив има свое царство, вообразено според едно од повисоките царства. И секое ново име се однесува на некоја слава на небесата. За да можат демоните на Јалдабаот да бидат уништени. Самите имиња на демоните, кои им ги даде Јалдабаот, се моќни имиња. Но имињата на силите, кои ја одразуваат славата од озгора, ќе донесат пропаст за демоните и ќе им ја одземат силата. Ете затоа секој од нив има по две имиња. Јалдабаот го вообрази своето создание по примерот на првобитните царства кои беа над него. За тоа да биде токму како нетлените царства. Не дека тој некогаш ги беше видел нетлените. Туку силата во него, која потекнуваше од неговата мајка, го натера да стане свесен за примерот на космосот од озгора. Кога погледна кон своето создание што го обкружуваше, тој му рече на своето мноштво демони, на оние кои беа произлегле од него: Јас сум Бог ревнител, љубоморен и нема друг Бог освен мене. Но со тоа што го стори ова, тој им призна на своите демони дека навистина постои друг Бог. Зашто, ако немаше друг Бог, на кого би можел да му завидува? Неговата мајка почна да се движи наваму натаму, бидејќи стана свесна дека сега недостасува светлина. Оти нејзиниот блесок згасна. Бидејќи нејзиниот сопруг не ги одобри нејзините дела, таа стана помрачна. И јас реков: Господаре, што значи тоа? Таа се движеше наваму натаму. А он се насмеа и рече: не е така како што рече Мојсеј над водите. Никако. Кога таа го виде злото што се беше случило, и кражбата на светлината што нејзиниот син ја беше извршил, таа се покаја. Во темнината на незнаењето, таа почна да заборава. Таа почна да се срами. И се уште не можеше да се врати горе. Но почна да се движи. И така, таа се движеше наваму натаму. Горделивиот ја одзеде силата на својата мајка. Зашто беше во незнаење? Тој мислеше дека никој друг не постои освен неговата мајка. Тој го виде мноштвото демони што ги беше создал. И се издигна над нив. Но кога мајката разбра дека тој прерано роден плод беше толку несовршен, таа свати дека нејзиниот сопруг не го одобрил тоа. Таа се покаја и горко плачеше. Сите божествени царства, плиромата, ја чуја нејзината покајничка молитва. И побараа благослов за неа од невидливиот девствен дух. И духот се согласи. Он го излеа светиот дух врз неа. Испратен од целото полно царство. Дженере консорт, нејзиниот сопруг не се спушти кај неа сам. Туку дојде преку целото полно царство, за да ја врати во нејзината првобитна состојба. Таа беше издигната над својот син, но не беше вратена во своето собствено првобитно царство. Таа ќе остане во деветтата сфера се додека не биде потполно обновена. Почетокот на човештвото, создавањето на човекот. Тогаш дојде глас од највисоките царства, велејки: Човекот постои. И синот човечки. Јалдабаот, врховниот владетел, го чу тоа.
Но мислеше оти гласот дојде од неговата мајка. Бидејќи не го знаеше вистинскиот извор на гласот. Светата мајка Отец. Совршената промисла. Одразот на невидливиот. Отецот на се. Во кого се настана во битие. Првиот човек. Се јави пред нив. Он се јави во облик на човечко битие. И целото царство на врховниот владетел се потресе. Темелите на бездната се поместија. Он ги осветли водите што беа над светот на материјата. И неговиот одраз засветли во тие води. Сите демони и првиот владетел заедно погледнаа нагоре. Кон долната страна на новопросветлените води. И преку таа светлина го видоа одразот во водите. И му рече Јалдабаот на своето мноштво демони. Да создадеме човек по одразот на Бога. И по наше подобие. За неговиот одраз да не осветли нас. И секој од нив, преку силата на другиот, создаваше делови од човекот. Секој додаде по едно својство кое им соодветствуваше на душевните сили. Што ги беа виделе во одразот над нив. И направија создание од субстанција, вештество. По подобие на тој совршен прв човек. Па рекоа, да го наречеме Адам, за неговото име да ни даде сила од светлина. Изградбата на човечкото тело, психосоматика. И седумте сили започнаа да дејствуваат. Добротата направи душа, психа од коски. Промислата направи душа од тетиви. Божественоста направи душа од месо. Господството направи душа од коскена срцевина. Царството направи душа од крв. Ревноста направи душа од кожа. Разбирањето направи душа од коса. Мноштвото демони ги зедоа овие субстанции, вештества, од силите за да ги создадат членовите и самото тело. Тие ги споија деловите и ги усогласија едни со други. Првите започнаа со изградба на главата, Аврон ја создаде неговата глава, Менигестроет го создаде мозокот, Астерехме, десното око, Таспомоха, левото око, Јеронумос, десното уво, Висум, левото уво, Акиореим, носот, Баненрфрум, усните. Амен, предните заби, Ивикан, ктниците, Василиадеме, крајниците, Ахча, ресичката, Адабан, вратот, Хааман, вратните прстени, прешлени, Деархо, грлото, Тевар, рамото, Ниаркон, лакотот, Авитрион, десната рака, Евантен, левата рака. Крис, десната. Дланка, Велуај, левата дланка, Тренеу, прстите на десната дланка, Валвел, прстите на левата дланка, Криман, ноктите, Астропс, десната града, Варов, левата града, Баум, зглобот на десното рамо, Арарим, зглобот на левото рамо, Арехе. Стомакот, Втаве, папокот, Сенафим, долниот дел на стомакот, Арахетопи, десните ребра, Забедо, левите ребра, Варијас, десниот колк, Фнут, левиот колк, Авенленархеј, коскената срцевина, Хнуменинорин, скелетот, Гесоле, желудникот. Агромауна, срцето. Бано, белите дробови, Сострапал, црниот дроб, Анесималар, слезината, Топитро, цревата, Вивло, бубрезите, Роерор, тетивите, Тафрео, рбетот, Ипусповова, вените, Виневорин, артериите, Атоимемпсефеј, дишењето, Ентолеја, месото. Бедук, десниот бут, задник, Аравеј, машкиот ут, пенисот, Еило, мадињата, тестисите, Сорма, половите органи, Гормакајохлавар, десното бедро, Неврит, левото бедро, Серем, мускулите на десната нога, Асаклас, левиот мускул, Ормаот. Десната нога, Еменум. Левата нога, Кникс, десната цевка, Цевканица, Тупелон, левата цевка, Ахиел, десното колено, Фнене, левото колено, Фиутром, десното стопало, Воавел, неговите прсти, Трахун, левото стопало, Фикна, неговите прсти, Мијамај. Ноктите на нозете.
А оние кои беа назначени како надзорници над сите овие се Затот, Хармас, Калила, Јавел, Саваот, Каин, Авел. Силите што даваат живот, животворните енергии, во членовите беа поделени меѓу главата, направена од диолим од Раза, вратот од Јамеакс, десното рамо од Јакоив, левото рамо од Вертон, десната рака од Удиди, левата од Арвао, прстите на десната рака од Лампно, прстите на левата рака од Леекафар, десната града од Варвар, левата града од Имае, градите од Писандриаптес, зглобот на десното рамо од Коаде, зглобот на левото рамо од Одеор, десните ребра од Асфиксикс, левите ребра од Синокхоута, долниот дел на стомакот од Аруф, утробата од Савало, десното бедро од Хархарф, левото бедро од Хтаон, половите органи од Ватинот, десната нога од Хукс, левата нога од Харха, десната цевканица од Ароер, левата цевканица од Тоехта, десното колено од Аул, левото колено од Харанер, десното стопало од Вастан, неговите прсти од Архентехта, левото стопало од Марефнунт, неговите прсти од Аврана. Седумнина управуваат со целото тело. Михаил, Уриил, Асменедас, Сафасатоел, Армуриам, Рихрам, Амиорпс. Оној кој управува со перцепциите, Архендекта. Оној кој управува со примањето, Дейтарватас. Оној кој управува со фантазијата, вообразувањето, Умаа. Оној кој управува со соединувањето, Ахјарам. Оној кој управува со поттикот, импулсот, Риарамнахо. Четирите телесни извори и страстите на материјата. Постои четирикратен извор на телесните демони. Жешкото, студеното, сувото, влажното. Материјата е мајка на сите нив. Владетел на жешкото, Флоксофа. Владетел на студеното, Орооротос. Владетел на сувото, Еримахо. Владетел на влажното, Атуро. Нивната мајка стои меѓу нив, Онортохрасаи. Таа е неограничена. Таа се меша со сите нив. Таа е материјата, вештеството. И тие од неа се хранат. Четирите главни демони се Ефемемфи, поврзан со задоволството, насладата. Јоко, поврзан со копнежот, желбата. Ненентофни, поврзан со тагата, страданието. Влаумен, поврзан со стравот. Нивната мајка е Естесизух Епиптое. Од овие четири демони произлегуваат страстите. Од тагата, страданието се раѓаат зависта, љубомората, маката, огорченоста. Раздорот, суровоста, грижата, лелекот. Од задоволството, насладата, произлегува многу зло. И неоправдана гордост. И се што е слично на тоа. Од копнежот, желбата, произлегуваат гневот, лутината, горчината, насилието, незадоволството. И се што е слично на тоа. Од стравот произлегуваат ужасот, ласкањето, страдањето и срамот. Нивната мисла и вистина е Анајо, владетелот на материјалната душа. Таа им припаѓа на 7 сетила Естесизух Епиптое. Ова е вкупниот број на демоните, 365. Тие дејствуваа заедно за да го довршат, дел по дел, душевното и материјалното тело. Постојат уште многу други од нив кои управуваат со останатите страсти, за кои јас не ти кажав. Ако сакаш да знаеш за нив, ќе ги најдеш тие сведоштва запишани во книгата на Зороастер. И сите слуги на Јалдабаот и неговите демони дејствуваа за да го довршат душевното тело. И за едно многу долго време тоа лежеше бездушно, и не се движеше. Тогаш мајката на Јалдабаот посака да ја земе назад силата што му ја беше предала на врховниот владетел.
И таа сесрдно го помоли за помош најмилостивиот, мајката отец на себитието. Надмудрувањето на Јалдабаот и падот на човекот. По негова света заповед, он ги испрати долу 5 светли. Во облик на главни советници кај Јалдабаот. Ова доведе до одземање на божествената сила на Софија од рацете на Јалдабаот. И тие му рекоа на Јалдабаот: дувни малку од твојот дух во лицето на човекот. И тогаш телото негово ќе се подигне. И дувна Јалдабаот од својот дух во човекот. А тој дух беше божествената сила на неговата мајка. Тој не разбираше што се случува, зашто живееше во незнаење. И божествената сила на неговата мајка го напушти Јалдабаот. И влезе во душевното човечко тело, кое беше направено по прообразот. И човечкото тело се раздвижи. Тоа стана силно. Тоа засветли. Тогаш демонските сили на Јалдабаот му позавидоа на човекот. Зашто преку нивните здружени напори тој настана во битие? И тие му ја беа дале својата сила нему. Но неговото разбирање беше многу поголемо од она на оние кои го беа создале. И поголемо од она на самиот врховен владетел. Кога разбраа оти тој блеска со светлина. И дека може да мисли подобро од нив. И дека беше чист, голишав, од секакво зло. Тие го зедоа него и го фрлија долу. Во најдлабоките бездни на материјалниот свет. Почетокот на спасението и Адам во рајот. Блажениот. Мајката отец. Добриот и милостивиот. Погледно со сострадание кон силата на мајката, која беше испуштена од рацете на врховниот владетел. Бидејќи демоните на Јалдабаот можеа повторно да преовладаат над видливото душевно тело. Он, од својата голема сомилост, испрати помошник за Адам од својот добар дух. Се јави една светлосна помисла, Епиноја. И он ја нарече живот, Зои. Таа му помага на целото создание. Содејствувајќи со него. И враќајќи го во полнотата, плиромата. Таа го поучи Адама за начинот на кој неговиот род слезе долу. И го поучи за патот по кој може да се вознесе. Кој е истиот пат по кој слезе? Светлосната помисла беше сокриена во Адам. За владетелите да не дознаат за неа. Зашто Епиноја ќе ја поправеше пропаста што ја беше предизвикала нивната мајка? Адам беше откриен бидејќи во него пребиваше сенката на светлината. Неговите умствени способности беа многу поголеми од оние на неговите создатели. Тие погледнаа нагоре и ја видоа неговата возвишена умствена моќ. Мноштвото владетели и демони скроија завера заедно. Тие ги измешаа огнот, земјата и водата. Заедно со 4 разгорени ветришта. И ги споија во голем немир. И Адам беше воведен во сенката на смртта. Тие намислија да го направат одново. Овој пат од земја, вода, оган, ветар. Кои се? Материја, темнина, копнеш, поход. И лажниот дух, противоречниот дух. И сето тоа стана гробница. Нов вид на тело. И тие крадци го врзаа човекот во него. Го оклештија во синџирите на заборавот. И го направија подложен на смртта. Ова беше неговото прво слегување и првото разделување. Но светлосната помисла во него ќе го издигне неговото размислување. Адам во рајот на Јалдабаот. Владетелите го зедоа човекот и го ставија во рајот. Па му рекоа да јаде слободно. Нивната храна е горчлива, нивната убавина е расипана. Нивната храна е измама, нивните дрвја се безбожност. Нивниот плод е отров. Нивното ветување е смрт.
И го поставија дрвото на нивниот живот во средината на рајот. Јас ќе ве поучам вас за тајната на нивниот живот, за планот што го направија заедно за лажниот дух. Неговиот корен е горчлив, а неговите гранки се мртви. Неговата сенка е омраза, а неговите лисја се измама. Нектарот на пакоста е во неговите цветови. Неговиот плод е смрт. Неговото семе е копнеш, желание. И тоа цвета во темнината. Оние што јадат од него се жители на адот. И темнината е нивното место на покој. А што се однесува до дрвото наречено знаење на доброто и злоток? Тоа е епиноја, помислата на светлината. Тие му заповедаа да не јаде од него, стоејќи однапред за да го сокријат, поради страв дека тој би можел да погледне нагоре кон полнотата и да ја спознае голотијата на својата непристојност. Сепак, јас направив тие да јадат. И го прашав Спасителот: Господе, зарем не беше змијата таа што го натера Адама да јаде? А он се насмешна и одговори: змијата ги натера да јадат за да го произведе злото на копнежот за размножување, што би го направило Адама корисен за неа. Врховниот владетел Јалдабаот знаеше дека Адам му стана непослушен, бидејќи светлосната епиноја во Адам ги направи неговите умствени способности поголеми од неговите сопствени. И за да ја врати силата што ја беше ставил во Адам, Јалдабаот фрли врз Адам потполн заборавек. Го прашав Спасителот: што значи тоа да се биде потполно заборавек? А он ми одговори: не е така како што напиша Мојсей во својата прва книга, он направи Адам да падне во длабок сон. Туку перцепциите на Адам беа превезени и тој стана несвесен. Како што Јалдабаот рече преку својот пророк: ќе ги направам умовите нивни тапи, за да не гледаат и да не разбираат. Создавањето на жената и сквернавењето на Ева. Светлосната помисла епиноја се сокри длабоко во Адам. Врховниот владетел се обиде да ја извлече неа од неговите гради. Но епиноја не може да биде заробена. Иако темнината ја прогонуваше, сепак не ја улови. Врховниот владетел навистина одзеде дел од својата сила од Адам, за да создаде суштество во облик на жена, вообразено според светлосната епиноја која му се беше јавила нему. И тој ја постави во жената силата што ја беше одзел од мажот. Не се случи тоа така како што рече Мојсей: зеде ребро и ја создаде жената. И ја виде Адам жената како стои до него. Тогаш светлосната епиноја веднаш му се јави и го подигна превезот кој го беше затпил неговиот ум. Он се сотрезни од темното пијанство и го препозна својот сопствен соодветен одраз. Па рече: еве, ова е коска од моите коски и месо од моето месо. Поради тоа човек ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи до својата жена, и обајцата ќе станат едно тело. Зашто тие ќе му го испратат неговиот помошник нему. Софија, нашата сестра, слезе долу. Слезе во невиност, за да го врати она што го беше изгубила. Затоа таа беше наречена живот. Мајка на живите. Онаа која е од промислата на небесната власт. Преку нејзината помош луѓето можат да стекнат совршено знаење. И јас се јавив како орел кој кацнал на дрвото на знаењето. Кој е епиноја од чистата промисла на светлината? За да ги поучам нив и да ги подигнам од длабочините на сонот. Зашто обајцата беа паднати и свесни за својата голотија? Епиноја им се јави како битие полно со светлина и ги просвети умовите нивни. Кога Јалдабаот дозна дека тие се оддалечиле од него, тој ја проколна својата земја и ја најде жената додека таа се подготвуваше за својот маж. И ја предаде жената за мажот да биде нејзин господар.
бидејќи неја знаеше тајната на божествената промисла. А мажот и жената беа премногу уплашени за да се одречат од Јалдабаот, кој го покажа своето незнаење пред своите ангели и ги исфрли обајцата надвор од рајот, облекувајќи ги во тешка темнина. Врховниот архонт ја виде младата жена која стоеше до Адам. Тој разбра дека светлосната епиноја на животот беше во неа. И Јалдабаот падна во потполно незнаење. Кога промислата на себитието виде што ќе се случи, таа испрати помошници за да го одземат божествениот живот од Ева. И Јалдабаот ја прелюбодејствува, ја силуваше Ева. И таа му роди 2 сина. Елохим беше името на првиот. Јахве беше името на вториот. Елохим има мечкино лице. Јахве има мачкино лице. Едниот е праведен, а другиот не е. Јахве е праведен, а Елохим не е. Јахве заповеда со огнот и ветрот, а Елохим заповеда со водата и земјата. Јалдабаот со измама ги нарече тие двајца, Каин и Авел. Од тогаш па се до денес продолжува телесното соитие, половиот однос, благодарение на врховниот владетел, кој го всади копнежот за размножување во жената која го придружува Адам. Преку соитието владелот направи да се раѓаат нови човечки тела и дувна од својот лажен дух во секој од нив. И Јалдабаот ги постави тие двајца со власт над природните стихии. За тие да господарат над гробницата, телото. Децата на Сит го населуваат светот. Адам имаше соитие со одразот на своето предодредено знаење, прогноза. И роди син сличен на синот човечки. Па го нарече тој син Сит, вообразувајќи го според небесниот род кој е во повисоките царства. На ист начин и мајката го испрати долу својот дух. Слика на самата себе. Пример за целото повисоко царство. За да подготви место за слегувањето на царствата, еоните. Но врховниот владетел ги принуди луѓето да пијат од водите на заборавот, за да не го знаат своето вистинско место на произлез. И децата на Сит останаа во оваа состојба за известно време. Та кога духот ќе слезе од светите царства, он да може да ги подигне децата и да ги исцели од сите недостатоци. И така да ја врати под полната светост во полнотата, плиромата Божја. 6 прашања за душата. И го прашав Спасителот: Господе, дали секоја душа ќе биде спасена и ќе влезе во чистата светлина? Он ми одговори: големо прашање поставуваш, на кое е невозможно да му одговори кој било кој не припаѓа на непоколебливиот род. Тие се луѓето врз кои ќе слезе духот на животот, и таа сила ќе им овозможи да бидат спасени, да станат совршени и достојни за величественост. Тие го искоренуваат злото од себе си и нехаат за пакоста, копнејќи само по она што е нетлено. Тие ќе се ослободат од гневот, зависта, љубомората, копнежот и алчноста. Материјалното тело ќе им нанесува маки, но тие го носат како бреме, гледајќи напред кон времето кое ќе се сретнат со оние кои ќе ги соблечат од него. Тие луѓе го заслужуваат несипливиот вечен живот. Тие трпат се и поднесуваат се што ќе им се случи, за да го заслужат доброто и да го наследат вечниот живот. Тогаш го прашав него: Господе, а што ќе биде со душите на оние кои не го правеа ова, иако силата на духот на животот слезе врз нив? Он ми одговори: ако духот слезе врз луѓето, тие ќе се преобразат и ќе се спасат. Таа сила слегува врз секого, и без неа никој не може ниту да се подигне. По нивното раѓање, ако духот на животот се умножи во нив, силата доаѓа кај нив и душите нивни се зацврстуваат. И тогаш ништо не може да ги заведе во пакост. Но ако лажниот дух влезе во луѓето, тој ги заведува. Тогаш реков: Господе, кога душите ќе излезат од телото, каде одат тие?
Он се насмешна и ми рече, ако душата е силна, таа има повеќе сила отколку што има од лажниот дух, и затоа таа бега од пакоста. Со помош на нетлениот таа душа е спасена и наоѓа вечен покој. Потоа го прашав него, Господе, а што бива со душите на луѓето кои не знаат на кој род му припаѓаат? Каде одат тие? Он ми одговори, кај тие луѓе лажниот дух зајакнал и тие застраниле. Нивните души се натежнати, привлечени од пакоста и фрлени во заборавек. Кога ќе излезат од телото, таквата душа им се предава на властите создадени од владетелите, се врзува во синџири и повторно се фрла во затвор. И така таа кружи наваму натаму се додека не успее да се ослободи од заборавот преку знаењето, гносисот. И дури тогаш таа станува совршена и се спасува. Тогаш прашав, Господе, како душата се смалува за да може да влезе во својата мајка или во мажот? Он се зарадува што го прашав ова и рече, навистина си блажен бидејќи разбра. Душата треба да биде водена од друг во кого пребива духот на животот, преку тоа таа ќе биде спасена и затоа нема да мора повторно да влегува во тело. И реков, Господе, што се случува со душите на луѓето кои стекнале вистинско знаење, но се одвратиле од него? Он ми рече, демоните на сиромаштијата ќе ги одведат на место каде што нема можност за покаяние. Таму ќе останат се до времето кога оние кои хулеа на духот ќе бидат мачени и подложени на вечна казна. И прашав, Господе, од каде потекнува лажниот дух? И он ми кажа. Трите заговори против човештвото. Мајката Отец е милостив. Светиот дух кој сострада со нас. Преку епинојата, помислата, на промислата на светлината. Он го подига родот на совршените. Издигнувајќи го нивното размислување, нивната вечна светлина. Кога врховниот архонт дозна дека тие се издигнаа над него. И дека нивната умствена способност ја надмина неговата. Тој посака да го запре нивното размислување. Но не ја знаеше мерата на нивната умствена превозвишеност. И не можеше да ги запре. Тој скрои план со своите демони. Кои се неговите сили? Секој од нив блудствуваше со мудроста, долната Софија. И ја родија судбината Химармени. Последната и најтешка окозатвореност. Судбината се менува непредвидливо. Таа е од различни видови, исто како што и демоните се од различни видови. Судбината е сурова. Судбината е посилна од боговите, од властите, од демоните и од човечките поколенија. Кои се уловени во неа? Од судбината произлегоа гревовноста, насилието, богохулството, заборавот, незнаењето. Тешките заповеди. Големите гревови. И ужасниот страв. На тој начин целото создание стана слепо. Не знаејќи за Бога, кој е над се. И поради тоа затворање во заборавот. Тие не се свесни за своите гревови. Туку се врзани во времиња и времиња, во лета и месеци. Од судбината, која е господар над сето тоа. Накрај, Јалдабаот се покаја за се што беше создал. И одлучи да пушти голем потоп. Врз созданието, врз човечкиот род. Но големата светлина на промислата го предупреди Ноја. И тој им проповедаше на сите деца. На синовите човечки. Но бидејќи беа туѓи за него, тие не го послушаа. Не беше тоа така како што рече Мојсей, се сокрија во ковчег. Туку тие се сокрија на едно посебно место, не само Ное, туку и многу други луѓе од непоколебливиот род. Тие отидоа на скришно место во облак од светлина. Ное ја знаеше својата сопствена власт. И власта на светлото битие кој ги осветлуваше. Иако врховниот владетел истури темнина над целиот свет. Тогаш врховниот владетел и неговите сили скроија нова завера.
Да ги испратат своите демони кај човечките ќерки, за да си родат деца од нив за сопствена наслада. Но тие не успеа во тоа. По нивниот неуспех, тие направија друг план. Создадоа лажен дух, противречен дух. Вообразен според духот кој беше слегол долу. И за да ги зачнат душите со помош на овој дух, демоните го изменија својот изглед, за да залучат на мажите на тие жени. И ги исполнија жените со тој дух на темнина и пакост. И воведоа во битие злато и сребро, пари и монети, железо и други метали и се што е од тој вид. И луѓето кои беа привлечени од тоа застранија во неволи. И беа премногу заведени. И остареа, без да доживеат вистинска духовна наслада. И умреа, без да ја најдат вистината. И никогаш не го спознаа вистинскиот Бог. Ете така тие го поробија целото создание. Од основањето на светот па се до денес. Тие зедоа некои жени и родија деца од темнината, и ги затворија срцата нивни, и ги окоравија во закоравеноста на нивниот лажен дух, се до денешниот ден. Химната на промислата Проноја. Јас сум промислата Проноја на себитието. Јас станав слична на моите собствени човечки деца. Јас постоев од самиот почеток. Јас поминав по секој можен пат. Јас сум изобилството на светлината. Јас сум споменот на полнотата, плиромата. Јас слегов во местото на најголемата темнина и уште подолу. Влегов во самото средиште на темницата. И темелите на хаосот се потресоа. И се сокрив поради нивната пакост. И тие не ме препознаа. Јас слегов повтор пат, продолжувајќи по својот пат. Произлегов од средината на оние што се од светлина. Јас сум споменот на промислата. Влегов во средината на темнината. Во најдлабоката внатрешност на поднебесниот свет. За да ја исполнам својата мисија. И темелите на хаосот се потресоа. Заканувајќи се да се урнат врз сите што беа таму. И потполно да ги сотрут. Но јас повторно се издигнав нагоре. Кон своите корени во светлината. За да не ги уништам сите уште тогаш. И слегов по трет пат. Јас сум светлина. Јас пребивам во светлина. Јас сум споменот на промислата. Влегов во самата средина на темнината. Дојдов до најдлабокиот дел на поднебесното царство. И направив моето лице да засветли. Мислејки на свршетокот на нивното време. Влегов во нивната темница. А телото е таа темница. И извикав со силен глас. Кој и да слуша? Нека се подигне од својот длабок сон. И заспаниот се разбуди и проплака. Бришејки ги горчливите солзи и велејки. Кој ме повикува? И од каде дојде мојата надеж? Додека лежам во длабочините на оваа темница? Јас сум промислата на чистата светлина, му одговорив јас. Јас сум мислата на девствениот дух. Кој те издигнува до почесно место? Подигни се. Спомни си за она што го чу. Побарај ги своите корени назад. До мене. Милостивиот. Чувај се од демоните на сиромаштијата. Чувај се од демоните на хаосот. Чувај се од сите оние кои сакаат да те врзат во синџири. Разбуди се. Биди буден. И излези од длабочините на поднебесниот свет. И јас го подигнав него. И го запечатив со светлата вода на 5 печати. И смртта немаше веќе власт над него никогаш повеќе.
И јас повторно се вознесувам во совршеното царство. Јас довршив се, а вие го слушнавте тоа. Заклучок, епилог. Еве, сега ти кажав се, за да го запишеш сето ова. И тајно да го споделиш со твоите сопричесници по дух. Зашто ова е тајната на непоколебливиот род? И Спасителот му го предаде сето ова за да го запише и грижливо да го чува. И му рече, проклет да биде секој кој ќе го замени ова за подарок, или за храна, или за пиење, или за облека, или за кое било друго нешто од тој вид. И сите овие нешта му се открија на Јована како тајна. И во тој миг Спасителот исчезна пред него. И отиде Јован кај своите соученици и им го раскажа она што му го беше кажал Спасителот. Исус Христос, амин. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 4.2. Светата книга на египтјаните. Тајната на Доксимедон, светите самогласки и раѓањето на Адамас. Славата на невидливиот дух и трите сили. Светата книга на египтјаните за големиот невидлив дух, Отецот чие име не може да се изговори, оној кој излезе од висините на совршенството, светлина на светлината на ионите од светлина, светлина на тишината на промислата и Отецот на тишината, светлина на словото и вистината, светлина на нерасипливоста, бесконечна светлина, блесок од еоните на светлината на неоткриениот, неодбележаниот, вечниот, непрогласениот Отец, еон на еоните, автогенес, самороден, самосоздаден, туѓиот, вистинскиот и реален. Еон. Три сили излегоа од него, тие се Отецот, Мајката и Синот, од живата тишина, она што излезе од нерасипливиот Отец, овие излегоа од тишината на непознатиот Отец. И од тоа место излезе Домедон Доксомедон, еонот на еоните и светлината на секоја од нивните сили. И така Синот излезе како четврти, Мајката петта, Отецот шести. Он беше, но не најавен, он е оној кој е неодбележан меѓу сите сили, слави и нерасипливости. Трите огдоади на плеромата. Од тоа место излегоа трите сили, трите огдоади, осумки, кои Отецот ги раѓа во тишина со својата промисла, од своите пазови, те е Отецот, Мајката и Синот. Првата огдоада, поради која излезе трикратно машкото чедо, кој е мислата и словото и нерасипливоста и вечниот живот, волјата, умот и првознаењето, андрогиниот Отец. Втората огдоада сила, Мајката, девствената Барбело, Епитиоих, а и Меменеаимен, која председава над небото, Карп, нерешливата сила, неискажливата мајка. Таа настана од самата себе, таа излезе, таа се согласи со Отецот на тивата тишина. Третата огдоада сила, Синот на тивата тишина, и круната на тивата тишина, и славата на Отецот, и крепоста на мајката, он ги изнесува од пазувите седумте сили на големата светлина од седумте гласови. А словото е нивното исполнување. Ова се трите сили, трите огдоади кои Отецот, преку својата промисла, ги изнесе од своите пазуви. Он ги изнесе на тоа место. Тајната на седумте самогласки. Излезе Домедон Доксомедон, еонот на еоните, и престолот кој е во него, и силите кои го обкружуваат, славите и нерасипливостите. Отецот на големата светлина кој излезе од тишината, он е големиот Доксомедон еон, во кој почива трикратно машкото чедо. И престолот на неговата слава беше воспоставен во него, на кој е запишано неговото неоткриено име, на таблицата, оно е словото, Отецот на светлината на спостоечкото, оној кој излезе од тишината додека почива во тишина, чие име е во невидлив символ. Излезе една сокриена, невидлива тајна.
Седумте самогласки испеани по 22 пати секоја. И на овој начин, трите сили му оддадоа слава на големиот, невидлив, неименуван, девствен, неприкосновен дух и на неговото машко девство. Побараа сила. И излезе тишина од жива тишина, имено слави и нерасипливости во еоните, еони, мириади додадени на трите мажјаци, трите машки породи, машките родови, кои ги исполнуваат славите на Отецот, славите на големиот Христос и машкиот пород. Родовите го исполнија големиот Доксомедон еон со силата на словото на целата плерома, полнота. Појавата на светите чеда и петте печати. Тогаш трикратно машкото чедо на големиот Христос, кого големиот невидлив дух го помаза, чија сила се нарекуваше Ајнон, му оддаде слава на големиот невидлив дух и на неговото машко девство Јоел, и на тишината на тивата тишина, и на величественоста која е неискажлива. Неискажлива, неодговорлива и не толкова блива, првата што излезе, и која е непрогласлива, која е чудесна, неискажлива, оној кој ги има сите величествености на големината на тишината на тоа место. Трикратно машкото чедо донесе слава и побара сила од големиот, невидлив, девствен дух. Тогаш се јави на тоа место, кој гледа слави, ризници во невидливи тајни на тишината, кој е машкото девство Јуел. Тогаш се јави чедото на чедото, Есефех. И така тој беше усовршен, имено Отецот, Мајката, Синот, петте печати, непобедливата сила која е големиот Христос на сите нерасипливи битија. Еден ред е уништен. Свет, крајот, нерасипливиот, и тие се сили и слави и нерасипливости. Излего. 5 реда се уништени. Овој донесе слава на неоткриената, сокриена тајна, сокриената. 4 реда се уништени. Негово и ионите, престоли и секој еден, мириади сили без број ги обкружуваат, слави и нерасипливости, и тие, на Отецот, и Мајката, и Синот, и целата плерома, која ја споменав претходно, и петте печати, и тајната на тајните. Се јавија. 3 реда се уништени. Кој председава над ионите на вистина вистински и 4 реда се уништени. И на вистина вистинските вечни еони. Слегувањето на промислата и светото семе. Тогаш промислата, проноја, излезе од тишината, и од живата тишина на духот, и од словото на Отецот, и од една светлина. Таа, петте печати кои Отецот ги изнесе од своите пазови, и таа помина ни сите иони кои ги споменав претходно. И воспостави престоли на слава, и мириади ангели без број кои ги обкружуваа, сили и нерасипливи слави, кои пеат и оддаваат слава, сите славејки со еден единствен глас, со една согласност, со еден глас кој никогаш не замолкнува, на Отецот, и на Мајката, и на Синот, и на сите полноти, плероми, кои ги споменав претходно, кој е големиот Христос, кој е од тишината, кој е нерасипливото чедо Телмаел Телмахаел Ели Махар Махар Сит, силата која на вистина вистински живее, и машкото девство кое е со него, Јуел и Есефех, држателот на славата, чедото на чедото, и круната на неговата слава, на петте печати, плеромата која ја споменав претходно. Раѓањето на прачовекот Адамос. Таму излезе големото самородено живо слово, Логос, вистинскиот Бог, неродената природа, Фаисес, чие име ќе го кажам, велејки, Аја, Таотост, кој е син на големиот Христос, кој е син на неискажливата тишина, кој излезе од големиот невидлив и нерасиплив дух, се јави синот на тишината и тишината. Еден ред е уништен. Невидлив, човек и ризниците на неговата слава. Тогаш он се јави во откриеното. И ги воспостави 4 иони. Со еден збор, слово, ги воспостави нив. Он му оддаде слава на големиот, невидлив, девствен дух, на тишината на Отецот, во тишина на живата тишина на тишината, местото каде што човекот почива. 2 реда се уништени. Тогаш излезе од тоа место облакот на големата светлина,
живата сила, мајката на светите, нерасипливи битија, големата сила, мирото е, и таа го роди оној чие име го именувам, велејки 3 пати. Јајаја. Зашто овој Адамас е светлина која зрачеше од светлината, тој е окото на светлината. Зашто ова е првиот човек, тој преку кого и за кого стана во битие, и без кого ништо не стана во битие. Недостижниот, недофатлив Отец излезе. Он слезе од озгора за укинување на недостигот, дефицитот. Тогаш големиот Логос, божествениот Автогенес и нерасипливиот човек Адамас се измешаа еден со друг. Настана Логос на човекот. Меѓутоа, човекот стана во битие преку слово. Славата на плеромата и божествените сили. Он му отдаде слава на големиот, невидлив, недостижен, девствен дух, и на машкото девство, и на трикратно машкото чедо, и на машкото девство Јоел, и на Есефех, држателот на славата, чедото на чедото и круната на неговата слава. И на големиот Домедон Доксомедон Еон, и на престолите кои се во него, и на силите кои го обкружуваат, славите и нерасипливостите, и на целата нивна плерома, полнота, која ја споменав предходно, и на етерската земја, примателката на Бога, каде што светите луѓе на големата светлина добиваат облик, луѓето на Отецот на тивата, жива тишина, Отецот и целата нивна полнота, како што споменав предходно. Великиот Логос, божествениот Автогенес и нерасипливиот човек Адамас му оддадоа слава и побараа сила и вечна крепост за Автогенес, за усовршување на 4 иони, та преку нив да се јави славата и силата на невидливиот Отец на светите луѓе на големата светлина, која ќе дојде во светот, кој е привидение на ноќта. Нерасипливиот човек Адамас побара за нив син од самиот себе, за тој синот да стане отец на непоколебливиот, нерасиплив род, та преку него, родот, да се јават тишината и гласот, и преку него мртвиот еон да се подигне, за да се разурне. И така слезе од озгора силата на големата светлина, пројавувањето. Таа ги роди 4 големи светлини, Хармозел, Оројаел, Давите, Елелет и големиот нерасиплив Сит, Сеф, синот на нерасипливиот човек Адамас. И така совршената седмица, Хебдомада, која постои во сокриените тајни, стана целосна. Кога таа ја прима славата, станува 11 Огдоади. Составувањето на светите 40 сили. И Отецот кимна со одобрение, и сето мноштво на светлините беше благоугодно. Нивните сожителки излегоа за усовршување на Огдоадата на божествениот Автогенес, благодатта на првата светлина Хармозел, перцепцијата, увидот, на втората светлина Оројаел, разбирањето на третата светлина Давите, и расудливоста на четвртата светлина Елелет. Ова е првата Огдоада на божествениот Автогенес. И Отецот кимна со одобрение, и сето мноштво на светлините беше благоугодно. Излегоа служителите, првиот, големиот Гамалиел, од првата голема светлина Хармозел, и големиот Гаврил, од втората голема светлина Оројаел, и големиот Самло на големата светлина Давите, и големиот Абрасакс на големата светлина Елелет. А сожителките на овие излегоа по волја на благоволението на Отецот, сеќавањето на големиот, првиот, Гамалиел, љубовта на големиот, вториот, Гаврил, мирот на третиот, големиот Самбло, и вечниот живот на големиот, четвртиот, Абрасакс. Така беа усовршени 5 Огдоади, вкупно 40 на број, како не толкува блива сила. Тогаш големиот Логос, Автогенес, и словото на полнотата на 4 светлини му оддадоа слава на големиот, невидлив, неприкосновен, девствен дух, и на машкото девство, и на големиот Домедон Доксомедон Еон, и на престолите кои се во нив, и на силите кои ги обкружуваат, славите, властите и моќите, и на трикратно машкото чедо, и на машкото девство Јоел, Јул, и на Есефех, држателот на славата, чедото на чедото и круната на неговата слава. На целата полнота и на сите слави кои се таму, на безкрајните полноти и неименуваните иони, за да го именуваат Отецот како четврти,
со нерасипливиот род, и да го наречат семето на Отецот, семе на големиот сит. Тогаш се потресе и трепет ги обзеде нерасипливите битија. Тогаш трите машки чеда слегоа одозгора, долу меѓу неродените и самородените и оние кои беа родени во она што е родено. Излезе величественоста, сето величие на големиот Христос, он воспостави престоли во слава, мириади без број, во четирите иони околу нив, мириади без број, сили и слави и нерасипливости. И тие излегоа на овој начин. И нерасипливата, духовна црква се умножи во четирите светлини на големиот, жив автогенес, Богот на вистината, фалејки, пејки и оддавајки слава со еден глас, со една согласност, со уста која не замолкнува, на Отецот и на Мајката, и на Синот, и на целата нивна полнота, исто како што споменав претходно. На петте печати кои ги поседуваат мириадите, и на оние кои владеат на деоните, и на оние кои ја носат славата на водачите, им беше дадена заповед да им се откријат на оние кои се достојни. Амин. Тајната на семето на Сит и пределите на Содом. Тогаш големиот Сит, синот на нерасипливиот човек Адамас, му оддаде слава на големиот, невидлив, неприкосновен, неименуван, девствен дух, и на машкото девство, и на трикратно машкото чедо, и на машкото девство Јоел, и на Есефех. Држателот на славата и круната на неговата слава, чедото на чедото, и на големите домедон доксомедон еони, и на полнотата која ја споменав претходно, и побара заштита за своето семе. Тогаш излезе од тоа место големата сила на големата светлина, Плеситеа, мајката на ангелите, мајката на светлините, славната мајка, девицата со 4 гради, носејки го плодот од Гомора како извор, и Содом. Кој е плодот на изворот од Гомора што е во неа? Таа излезе преку големиот Сит. Тогаш големиот Сит се зарадува поради дарот што му беше доделен од нерасипливото чедо. Го зеде нејзиното семе од неа со 4 гради, од девицата, и го постави со себе во 4-тиот еон, или во 4 еони, во третата голема светлина Давите. Падот на материјалната Софија и 12-тете архонти на Сакла. По 5000 години, големата светлина Елелет проговори, нека владее некој над хаосот и адот. И се јави облак чие име е материјална, Хилика, Софија, таа погледна кон деловите на хаосот, а лицето беше како, во нејзиниот облик, крв. И големиот ангел Гамалиел му проговори на големиот Гаврил, служителот на големата светлина Орујаел. Тој рече, нека излезе ангел, за да владее над хаосот и адот. Тогаш облакот, согласувајки се, излезе во двете монади, од кои секоја имаше светлина. Престолот, кој таа го беше поставила во облакот горе. Тогаш Сакла, големиот ангел, го виде големиот демон кој е со него, Небруел, и тие станаа заедно дух кој го раѓа земното битие. Родија ангели помошници. Сакла му рече на големиот демон Небруел, нека настанат 12 иони во Ион, светови. Големиот ангел Сакла рече по волја на Автогенес, ќе биде тоа од бројот 7. И им рече на големите ангели, одете и нека секој од вас владее над својот свет. Секој еден од овие 12 ангели излезе напред. Првиот ангел е Атот, тој е оној кого големите човечки поколенија го нарекуваат. Вториот е Хармас, кој е око на огнот. Третиот е Галила. Четвртиот е Јобел, петтиот е Адонајос, кој се нарекува Саваот. Шестиот е Каин, кого големите човечки поколенија го нарекуваат Сонце, седмиот е Абел, Авел, осмиот е Акиресина, деветиот е Јубел, десеттиот е Хармупијаел. 11-тиот е Архирадонин, 12-тиот е Белијас. Овие се оние кои председаваат над адот и хаосот. И по основањето на светот, Сакла им рече на своите ангели, јас сум љубоморен, завистлив, Бог, и освен мене ништо друго не стана во битие, бидејќи се надеваше на својата сопствена природа. Тогаш дојде глас од озгора, велејки, човекот постои, и синот човечки, поради слегувањето на ликот од озгора,
кој како неговиот глас во висината на образот кој погледна нанапред преку согледувањето на горниот лик, беше обликувано првото создание. Доаѓањето на метанојата, покаянието. Поради ова, настана метаноја, покаянието. Таа го прими своето усовршување и својата сила по волја на Отецот, и со негово одобрение, со кое он го одобри големиот, нерасиплив, непоколеблив род на големите, моќни луѓе на големиот сит, за да го посее во еоните кои беа изнесени. Та преку неа, метаноја, недостигот да биде исполнет. Зашто таа беше слегла одозгора, долу во светот, кое привидение на ноќта? Кога дојде, таа се молеше за покаянието на семето на архонтот на овој еон и на властите кои излегоа од него, тоа осквернето семе на демонородниот бог кое ќе биде уништено, како и за семето на Адам и големиот сит, кое е како сонцето. Тогаш големиот ангел Хормос дојде да го подготви, преку девиците на расипаното сеење на овој еон, во едно од логосот родено, свето тело, преку светиот дух, семето на големиот сит. Тогаш големиот сит дојде и го донесе своето семе. И тоа беше посеано во еоните кои беа изнесени, а нивниот број беше колку износот на Содом. Некои велат дека Содом е местото на пасење на големиот сит, кој е Гомора. Но други велат дека големиот сит го зеде својот одгледок од Гомора и го засади на второто место, на кое му го даде името Содом. Ова е родот кој излезе преку Едокла. Зашто таа роди преку зборот, за вистината и правдата, потеклото на семето на вечниот живот, кое е со оние кои ќе истраат, поради спознанието на нивното исходиште. Ова е големиот, нерасиплив род кој помина низ 3 светови до овој свет. Катаклизмите и искушенијата на векот. И потопот дојде како пример за довршување на овој еон. Но тој беше испратен во светот поради овој род. И огнена катаклизма, пожар, ќе дојде врз земјата. А благодатта ќе биде со оние кои му припаѓаат на тој род, преку пророците и чуварите кои го чуваат животот на родот. Поради овој род ќе настанат глад и помор. Но овие нешта ќе се случат токму поради големиот, нерасиплив род. Поради овој род ќе дојдат искушенија и лага од лажни пророци. Тогаш големиот сит го виде дејствувањето на ѓаволот и неговите многубројни преоднеми и неговите сплетки кои ќе дојдат врз неговиот, на сит, нерасиплив, непоколеблив род и прогоните од неговите сили и ангели и нивната заблуда, со која дејствуваа против самите себе. Тогаш големиот сит му оддаде слава на големиот, неприкосновен, девствен дух и на машкото девство Барбело, и на трикратно машкото чедо Телмаел или Махар Сит, силата која на вистина вистински живее, и на машкото девство Јоел, и на Есефех, држателот на славата и круната на неговата слава, и на големиот домедон Доксомедон Еон, и на престолите кои се во него, и на силите кои ги обкружуваат, и на целата полнота, како што споменав претходно. И побара чувари над своето семе. Тогаш излегоа од големите иони 400 етерски ангели, придружувани од големиот Аеросиел и големиот Селмехел, за да го чуваат големиот, нерасиплив род, неговиот плод и големите луѓе на големиот сит, од времето и мигот на вистината и правдата, се до довршувањето на ионот и неговите архонти, оние кои големите судии ги осудија на смрт. Христос и опасувањето на сит со Исус живиот. Тогаш големиот сит беше испратен од 4 светлини, по волја на Автогенес и целата полнота, преку дарот и благоволението на големиот невидлив дух, и 5 печати, и сето мноштво на полнотата. Он помина низ 3 доаѓања, парусии, кои ги споменав претходно, потопот, огнената катаклизма и судот на архонтите, силите и властите, за да ја спаси неа, душата родот, која беше тргнала по погрешен пат, преку помирувањето на светот, и крштевањето преку едно од логосот родено тело, кое големиот сит тајно си го подготви за себе преку девицата, та светиите да бидат родени од светиот дух, преку невидливи, тајни символи, преку помирување на светот со светот, преку одрекување од светот и од Богот.
На 13-те иони и преку собирите на светиите и неискажливите битија, и преку нерасипливите пазови, и преку големата светлина на Отецот, кој предпостоеше со својата промисла и го воспостави преку неа светото крштевање кое го надминува небото, преку нерасипливиот, од Логосот роден, имено Исус живиот, токму оној кого големиот сит го облече. И преку него, он ги прикова на крст силите на 13-те иони и ги утврди оние кои се изведени и одземени. Он ги вооружи со оклопот на спознанието, гносисот, на оваа вистина, со непобедлива сила на нерасипливоста. Литургијата на живата вода, божествените самогласки и печатот на сит. Чуварите на крштевањето и светите места. И им се јави големиот спроводник Јесеј Мазаре Јеседекеј, живата вода, и големите водачи, Јаков Великиот, и Теопемцоз, и Исауел, и оние кои председаваат над изворот на вистината, Михеј и Михар, и Мнесиној. И оној кој председава над крштевањето на живите, и очистувачите, и Сесенгемфарангес и оние кои председаваат над портите на водите, Михеј и Михар, и оние кои председаваат над планината, Селдао и Елајнос, и примателите на големиот род, нерасипливите и мокни луѓе на големиот сит. Служителите на 4 светлини, големиот Гамалиел, големиот Гаврил, големиот Самло и големиот Абрасакс, и оние кои председаваат над сонцето и неговото изгревање, Олсес, и Хипнеј, и Хеурумајос. И оние кои председаваат над влезот во покојот на вечниот живот, владетелите Миксантер и Миханор, и оние кои ги чуваат душите на избраните, Акрамас и Стремпсухос, и големата сила Хели Махар Махар Сит, и големиот невидлив, неприкосновен, неименуван девствен дух и тишината, и првата голема светлина Хармозел, местото на живиот Автогенес, богот на вистината, и оној кој е со него, нерасипливиот човек Адамас, втората светлина Оројаел, местото на големиот Сит, и Исус, кој го поседува животот, и кој дојде и го прикова на крст она што е во законот, третата светлина Давите, местото на синовите на големиот Сит, четвртата светлина Елелет, местото каде што почиваат душите на синовите, и петтата светлина Јоел, која председава над името на оној кому ќе му биде доделено да крштева со светото. Крштевање кое го надминува небото, нерасипливиот. Но од сега па натаму, преку нерасипливиот човек по Имаел, и преку оние кои се достојни за призивот, одрекувањата на 5 печати во изворското крштевање, овие ќе ги запознаат своите приматели како што се поучени за нив и ќе бидат познати од нив. Овие во никој случај нема да вкусат смрт. Великиот литургиски призив и тајното име. Јејеусе оа. На вистина, со пречиста вистина, о Јесеј Мазаре Јеседекеј. О жива водо, о чедо на чедото, о славна именуваност. На вистина, со пречиста вистина. Јону он. О постоечки Јону. А. На вистина, со пречиста вистина. О постоечки, кој ги созерцуваше оните. На вистина, со пречиста вистина. Оној кој е вечно вечен. На вистина, со пречиста вистина. Во срцето, оној кој постои. Сеј. Сине довека. Ти си она што си, ти си оној кој си. Ова твое големо име е врз мене, о самороден совршенство, кој не си надвор од мене. Те гледам тебе, о ти, кој си видлив за секого. Зашто, кој ќе може да те разбере на друг јазик? Сега, откако те спознав, се измешав со неизменливиот, се вооружив со оклоп од светлина, станав светлина. Зашто мајката беше на тоа место поради прекрасната убавина на благодатта? Поради тоа, ги подадов моите раце додека беа склопени. Бев обликуван во кругот на богатствата на светлината која е во моите пазови, која им дава облик на многуте родени во светлината,
до која никаква жалба не стигнува. Ке ја објавувам твојата слава на вистина, зашто те разбрав. Со ујеси де ај оис. Ојону и ону, о Боже на тишината. Те чествувам тебе целосно. Ти си моето место на покој, о Сине, безличен, кој постоиш во безличните, кој постоиш подигнувајќи го човекот во кого ќе ме очистиш во твојот живот, според твоето нерасипливо име, поради тоа, кадилото на животот е во мене. Го измешав со вода по образец на сите архонти, за да живеам со тебе во мирот на светиите, ти кој на вистина вистински постоиш довека. Скривањето на книгата на планината Хараксио. Ова е книгата која големиот Сит ја напише и ја постави на високите планини, на кои сонцето не изгреало, ниту е можно тоа да го стори. И од деновите на пророците, и на апостолите, и на проповедниците, ова име воопшто не се издигнало над нивните срца, ниту е можно тоа да го стори. И нивното уво не го чуло него. Големиот Сит ја напиша оваа книга со букви во тек на 130 години. Ја постави на планината која се нарекува Хараксио, та на крајот на времињата и епохите, по волја на божествениот автогенез и на целата полнота, преку дарот на неистражливата, недомислива, татковска љубов. Таа да излезе напред и да го открие овој нерасиплив, свет род на големиот Спасител, и оние кои престојуваат со нив во љубов, и големиот, невидлив, вечен дух, и неговиот единороден син, и вечната светлина, и неговата голема нерасиплива сожителка и нерасипливата Софија и Барбело и целата полнота во вечноста. Амин. Епилог и подпис на препишувачот. Евангелие на египтјаните. Од Бога напишана света, тајна книга. Благодатта, разбирањето, перцепцијата, увидот и расудливоста да бидат со оној која напиша, и угност саканиот, во духот, а во телото, името ми е Гонгесос, и со моите соавтори на светлината во нерасипливоста. Исус Христос, Син Божи, Спасител Ихтис. Од Бога напишана е светата книга на големиот, невидлив дух. Амин.